Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Вардар и Шкендија. Дерби на преворот беше во центарот на вниманието во изминатото коло во првата македонска лига. Вардар запиша 3 бода, но теоретски битката за титулата се уште е отворена. Во оваа Куќа на фудбалот ќе разговараме со селекторот кој привлече внимание со резултатите на македонската репрезентација до 16 години. Останете со нас. Гостин во Куќа на фудбалот, Добринко Илиевски, селекторот на македонската репрезентација до 16 години. Пижон, ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Благодарам и на вас. Пижон е по легендарниот Владимир Петровиќ, легендарниот фудбалер на Звезда и на југословенската репрезентација? Да. Кога почнував со фудбалот, таму некаде 70 и некоја година, еден од најпопуларните фудбалери во бивша Југославија беше Владимир Петровиќ Пижон и јас бев навивач на Црвена Звезда, така луѓето што беа тогаш во фудбалскиот клуб кај што трениравме, крстија по него и ми остана и ден денеска. Сега ќе се насочиме кон наши фудбалски теми. Најактуелно Вардар против Шкендија. Вардар славеше во големото дерби. 5 бода е предноста на актуелниот првак и веројатно решени се многу дилеми околу новиот шампион на Македонија. Изненадени сте од резултатите кои што се случуваа во првата лига оваа сезона, од бодовната предност на Вардар во однос на Шкендија, бидејќи се знаеше дека тие два тима ќе играат клучната улога во ова првенство. Да. Па за мене некако очекувано се одвиваа работите, пошто Вардар целиот овој период имаше одредена бодовна предност, имаше психолошка предност, покажа поголема стабилност во игрите од тетовска Шкендија, која што исто така се покажа како достоен ривал. Еве до самиот крај е зад петиците на Вардар. Меѓутоа пак ќе речам, не ни очекував некој друг епилог, затоа што еден фудбалски клуб како Вардар со такви искусни играчи, со такво искусно раководство и тренер кој што покажа квалитет во изминатиот период, не очекував дека ќе си дозволи луксус да ја пропушти таа предност. Ова го говорите веројатно и од сентиментална гледна точка, имајќи предвид дека бевте дел од генерацијата на Вардар која што ја славеше шампионската титула 2011 година. Да, па најверојатно и тоа Вардар ми остана во срцето, тој период беше и е незаборавен за мене и за луѓето кои што бевме во тој период во Вардар. Така, секој што поминал низ Вардар има некои чувства кои што остануваат за цел живот. Пак ќе речем, тој период беше многу турбулентен. Вардар од една ситуација кај што претходно беше испаднат од прва лига, па за еден краток период со сегашниот председател Илчо Гергиевски, кој што беше начело на Вардар како шеф на стручниот штаб, успеа да го стави на здрави нозе, значи да за првите 2 години да се освојат 2 титули и исто така и Боби Милевски, значи тоа е еден момент, а вториот момент е тоа што сепак квалитетот е на страна на Вардар, без разлика, пак ќе речам што Шкендија е тука некаде и по фудбалскиот погон и се работи стручно квалитетно и спонзорот исто така на високо ниво. Мислам дека Вардар сепак за таа нијанса за која што покажа дека е понапред со подовите, мислам дека си ја задржа предноста и заслужено ќе ја освои титулата. Иако теоретски се уште во игра и тетовска Шкендија. Ако некој заслужил да биде дел од оваа Куќа на фудбалот, според резултатите кои што ги постигнал, тоа е секако Пижон. Вашата селекција до 16 години ги собра сите аплаузи во последните неколку месеци, почнувајќи од надпреварите кои што ги игравме на тренинг центарот Петар Милошевски против силните репрезентации на Србија и на Италија, до на нестварна победа против Црна Гора од 7-0, но многу повеќе затоа што промовиравте во тимот неколку играчи кои веднаш го привлекоа вниманието. Тука не говорам само за Чурлинов, за Рустемовски или за Кулушевски кои што играат во странство, туку и домашните фудбалери кои навистина одиграа многу добри надпревари и секако представуваат иднина на македонскиот фудбал. Како успеавте во релативно кратко време да создадете хомогена екипа, имајќи в предвид дека резултатите на тие млади селекции во минатото никогаш
не привлекуваат толку големо внимание, иако се работи за квалификацијски, за пријателски надпревари. Сега бевте на насловните страници во медиумите и навистина сето тоа што го работите вие како селектори, како стручен штаб во репрезентацијата заслужува почит и внимание. Благодарам на коментарите и на честитките. Ако беше да. спротивно, веројатно немаше да ми се заблагодарите, меѓутоа секако ќе бевте на оваа столица. Така, јас сепак релативно сум задоволен од сите тие работи што ги кажавте, затоа што научен сум во спортот дека треба секој ден да се работи се подобро и подобро, да се бараат нови предизвици. Значи, она што го рековте навистина стои, значи успеавме од малтене од една просечна генерација која што само пред една година важеше како мислам се сомневаше во квалитетите на генерацијата на фудбалерите. Значи сите ние што сме во фудбалска федерација, не само јас, колегите мои, селекторите, раководството на фудбалската федерација, со сите услови кои што им се пружат на младите фудбалери. Меѓутоа, јас за себе можам да кажам лично дека 24 часа сум посветен на таа селекција, почнувајќи од следење на надпреварите во нашата пионерска и кадетска лига, понатака од следење на фудбалери кои што играат во странство, од комуникација со играчите, со нивните тренери, од анализи на надпреварите кои што сме ги играле и едукација, лична едукација на фудбалерите. Значи, тоа е резултат на голема посветеност. Баш ми е драго што резултатите многу брзо се видоа и кои што се надам дека ќе бидат уште подобри во иднина. На кој начин успеавте да ги придобиете овие млади фудбалери кои што имаат македонско потекло и играат во странство? На кој начин ги бирате, на кој начин ги следите, на кој начин комуницирате со нив? Па имаме скаути кои што се одредени, односно со кои што Фудбалската федерација на Македонија комуницира и контактира и кои што навистина си ја вршат добро работата, скаути низ цела Европа. Исто така и ние од тука, почнувајќи од нас селекторите и луѓето во федерацијата кои што се задолжени за тоа. Значи, секојдневно комуницираме, трагаме по интернет, по наши луѓе кои се во странство и како што гледате се наоѓаат добри фудбалери. Меѓутоа, има и уште еден момент тука, сите тие фудбалери кои ќе дојдат овде кај нас, значи треба да им пружите соодветно внимание, значи не е само да ги повикате и да одиграат. Вистински да го почувствуваат дресот и атмосферата во тимот? Точно така, значи да го почувствуваат дресот, да почувствуваат чувството дека таа репрезентација се сака, дека колегите нивни, другарчињата што се тука од Македонија, дека се посветуваат целосно на таа селекција на националниот грб и резултатите неминовно мора да дојдат. Значи, пак ќе повторам, едно е дека фудбалерите кои што ги повикавме се квалитетни, меѓутоа ние им дадовме и голем поттик, односно им дадовме поддршка во изразувањето на тие нивни квалитети со тоа што и без нив имаме една добра база. Ова да го сватиме како еден вид алиби, условно, ако некој од тие играчи во иднина се реши да не настапува за Македонија, или? Па не знам за каква алиби мислите, дали наше алиби дека во нема однос да на ги... тоа дека и без нив ние секако сме добра репрезентација. Па да, мислам, не би го нарекол тоа алиби, повеќе би рекол дека ние се водиме од девизата дека без секого се може, а и мора. Значи, ако некој од тие фудбалери од било кои причини не настапува за нас понатака, ние секако дека ќе пробаме да бидеме силни и без нив. И тоа полека го докажуваме со тоа што промовираме нови фудбалери. На секој собир, на секој турнир промовираме фудбалери кои што се надеваме дека ќе го достигнат нивото на фудбалерите за кои што разговараме. Еве сега на последниот развоен турнир имавме доста интересни фудбалери кои што ги промовираме. Лука Трајковски од Победа Прилеп, Саид Битичи од Вардар, кои што беа непознати на фудбалската јавност, меѓутоа покажа квалитет на едно високо ниво, покрај останатите што ги имаме претходно
Колевски, Кога Фазлевич. веќе го споменавте развојниот турнир кој што заврши минатата недела, на прва Македонија веднаш требаше да има 6 бодови од надпреварите против Казахстан и Луксембург. Но ние освоивме 4 затоа што победивме на двата меча на пенали. Загубивме 1-0 од Украина. Ама тоа е на прва. Свативме дека и во Луксембург и во Казахстан фудбалот напредува на неверојатен начин. Условите кои ги имаат тие репрезентации се исто така на високо ниво и веројатно вас како луѓе од фудбалот не ви изненади таа посветеност која што има и Луксембург и Казахстан. Да, во право сте. Значи, јас покрај тоа што бев свесен дека фудбалот денеска се игра во сите земји во светот и дека многу напредува, очекував 6 бода од првите два надпревари, од причина што веќе го подигнавме нивото и стандардот на нашата игра и на нашите очекувања. И на некој начин со резултатите од тие два надпревара не сум задоволен. Меѓутоа, ако реално анализираме, значи еден Казахстан кој што ова година имаше представник во Лигата на шампиони во Астана, еден Луксембург кој што со големи чекори напредува во фудбалот и згоре на сето тоа имаше и фудбалери од Африка, односно половина од репрезентацијата им беше играчи кои што немаат право на настап за репрезентацијата затоа што уште немаат добиено пасош на Луксембург. Значи тоа не е реална слика на нивната сила. Меѓутоа, пак ќе повторам, значи ние се водиме од нашите желби, од нашите амбиции, а нашите амбиции се многу повисоки од резултатите кои што ги постигнавме на овој турнир. Меѓутоа ќе кажам дека А можеби самите сте виновни бидејќи ја кренавте летвичката на бројот 7 по победата против Црнагора од 7-0. Да, и тоа беше и една од причините затоа што фудбалерите наши репрезентативци беа малку и оптеретени од тоа ниво што го достигна на претходниот надпревар со Црна Гора и веќе тие самите си поставија некои барања во себе, во своите глави дека сега мора на ист начин ние да продолжиме, меѓутоа фудбалот не е секој ден, односно што викаме ние не е секој ден велик ден, значи не може секој ден да се постигнуваат по 7 гола и да се пружаат такви партии кои што ретко се повторуваат. Така да и тоа беше едно оптеретување за фудбалерите кој што ја пробав да го амортизирам, меѓутоа очигледно дека во одредена мера и не успеавме тоа да го направиме. Постојано ги следите надпреварите во младинските и во пионерските конкуренции. Имаме ние база од каде што можеме да црпиме нови фудбалери кои ќе доаѓаат во младинските репрезентации, почнувајќи од до 15 па завршувајќи до 19 години? Да. Па видете се, ако ви речам дека имаме некоја голема база, би ве излажал. Значи, ние се трудиме од тоа што го имаме да извлечеме максимум. Најпрвин инфраструктурните услови знаете какви се во државата. Фудбалската федерација на Македонија тоа е факт дека на секој начин се труди тоа да го подобри со самото тоа што на сите репрезентативни селекции им се пружаат такви услови како што ги имаме. Тоа е еден голем чекор напред, меѓутоа клубовите малку заостануваат во тој поглед. Многу надпревари во нашите пионерски кадетски лиги се играат на многу лоши терени, што е многу отежнувачка околност за тие млади фудбалери, за нас како луѓе кои што треба да одбереме добар фудбалер. Секоја сабота и недела, секоја среда кога се играат првенствени надпревари ги следам тие надпревари во нашите лиги и се ужаснувам од условите во кои што одредени клубови си дозволуваат да ги праќаат тие млади деца да играат фудбал, а ние сепак зависиме од клубовите, зависиме од тие надпревари, зависиме од тие фудбалери во каква форма се, во каква кондиција се, зависиме од тоа какви надпревари играат. Таа база кај нас, за жал, не е на едно ниво кој што би требало да биде, а од друга страна очекуваме резултати кога ќе се сретнеме со некои врвни селекции, врвни репрезентации кои што сето тоа одамна го имат надминато и кои што имаат една широка база за селекција на играчи, многу фудбалери. Собствениците на тие клубови, веројатно кога ќе гледаат емисијата, би искоментирале лесно му е на
Пижон да го впери прстот кон клубовите и инфраструктурата, нека си ја гледаат тренерите својата фела. И таму не е сјајна во однос на едукацијата на тренерите, посебно на тренерите кои работат во младинскиот фудбал. Па видете, јас не би се сложил со вас. Значи, по голем проблем е терените кај што играат младите фудбалери од проблемот со едукација на тренери и со знаењето на тренерите, затоа што директно сум инволвиран во таа работа. Член сум на Центарот за едукација при Фудбалската федерација на Македонија и знам со каков тренерски кадар располагаме и знам тие тренери кај ги тренираат дечињата и на кои терени играат тие фудбалери и кај тие тренери ги водат своите тимови и клубови. Значи, поголем проблем е инфраструктурата, одошто едукацијата на тренерите. Имаме млади тренери, имаме тренери кои што навистина се вложуваат, имаме искусни тренери кои што работат со млади категории, во координација се со нас, со селекторите, со Центарот за едукација. Значи, верувајте дека поголем проблем се условите во кои што настапуваат младите фудбалери. Затоа што би се рекло дека младите селекции на клубовите се на маргините на самите клубови. Ја верувам дека многу малце од членовите на тие клубови, од раководството на клубовите, од шефовите на стручни штабови на тие клубови се интересираат за тие млади категории, а многу брзо ќе побараат од тие нивни фудбалски школи да им испорачаат таленти и фудбалери за прва екипа, меѓутоа во моментот се преокупирани со резултатите на првата екипа и не гледаат што се случува долу кај што е базата и днината на фудбалот. Според вас, правилно е еден талентиран фудбалер ако биде препознаен од странска екипа да замине во рани години надвор од државата? Па токму од овие причини што до сега говорев, изгледа дека е правилно, затоа што би се соочил со поозбилна конкуренција, би се соочил со подобри услови за работа, би се соочил со една фудбалски амбиент кој што секако би бил подобар во однос на нашиот. И мислам дека е правилно во моментот и репрезентацијата и ние како фудбалска федерација и како нација би имале повеќе корист од тоа. Меѓутоа, за жал, многу малце од младите фудбалери може тоа да го почувствуваат од причини што конкуренцијата е послаба кај нас, што, пак ќе речам, лигите се послаби, тимовите кај што работат не можат да ги исфрлат младите фудбалери на површина, освен еве на овој начин со репрезентација, со кога има и по 20 на скаути на трибините од кога има надпреварите. Да, и кога се вкрстуваат копијата со моćни репрезентации, со фудбалери кои што веќе на берзата вредат многу и кога ќе покажете квалитет во однос на нив, значи сте во ранг на, да речеме, последниот пример со Украина. Фудбалерите на Украина кои што се 16 години сигурно се намета на многу менаџери, на многу светски екипи. Впрочем, таму се и Шахтер, и Динамо Киев, значи се работи за фудбалери кои што предпоставам дека веќе имаат и преддоговори, професионални договори со силни екипи, така да кога нашите фудбалери покажуваат во однос на нив дека по ништо не заостануваат, тоа е сигнал дека веќе се зрели за поголеми дострели. Рековте дека можеби самите сме виновни затоа што победивме со 7-0 против Црнагора и мислевме дека ќе биде лесно и со Луксембург и со Казахстан, па и со Украина. Самите ќе бидете виновни ако не остварите добар резултат на квалификациите за пласман во елитната фаза, бидејќи играме против Италија и Србија и Албанија, репрезентации против кои игравме одлични надпревари тука на Центарот Петар Милошевски. Да, па на некој начин може така да се каже. И секогаш без разлика дали со какви амбиции влегувате на такви турнири. Ја победивме Србија со 3-1, одигравме 2-2, ако не се лажам, 1-1 со Италија. Да. Разликата е во тоа што во тие моменти ниту Италија, ниту Србија знаеше со кого има работа. Значи они мислеа дека ние сме на ниво кај што претходно сме презентирале и сме играле со нив и имале сигурно некое поинакво мислење за нас и како репрезентација и поединечно како квалитетни играчи. Меѓутоа ние со тој турнир, односно со тие два надпревари, го свртев вниманието на себе. Подоцна со надпреварот со Црна Гора
само го потврдивме тоа. Значи сега е сосема поинаква климата. Турнирот што ќе се одигра во Италија, односно тие квалификации, ќе значат дека ние ќе влеземе во рамноправна трка со Италија и со Србија, односно во нивните очи ќе бидеме најмалку, да не речам равноправен, но меѓутоа ќе бидеме сигурно ривал за респект и тоа веќе ги менува работите. Значи, од една страна, од друга страна, ние покажавме дека можеме, значи самите на себе си докажавме и на целата јавност дека можеме и нашите амбиции се сега на ниво на амбициите на Италија и на Србија. Значи, ќе крстиме копјата, па ќе видиме кој до каде ќе стигне. Таму е и Албанија, турнирот се игра во Италија, на туѓа почва. Веројатно тоа ќе создаде и помал притисок и во однос на вашиот тим на репрезентацијата до 16 години. Да. Вие сте ненаметлив во јавноста, работлив човек кој што умее на добар начин да го земе најдоброто од фудбалерите со кои располага. Веројатно тоа се карактеристики кои што во овој момент и на вас ви носат резултат. Добро е да се биде ненаметлив до тој степен? Не експонирани во јавноста? Па, карактерот мој е можеби таков. Значи, мене тој начин на работа повеќе ми одговара од што... Без да урлате по играчите, по судиите, по... Така, па добро, се случува и тоа понекогаш. Значи, меѓутоа се трудам тоа да се намали, да се редуцира. Колку помалку човек работи со нервоза, колку помалку работи смирено, значи тоа е предуслов за подобри резултати и за подобра комуникација и со фудбалерите и со целото опкружување. Меѓутоа, воопшто не го поставувам прашањето дали јас сум експониран или не, значи јас се манифестирам преку самата генерација, преку самите деца, преку резултатите на таа селекција. Значи, мене навистина во моментот не ми треба некој публицитет. Мене ми е битно само од ден на ден да сме подобри, да успеам во намерата да створам една силна селекција. Резултатот е релативен, значи некогаш можете и да постигнете добар резултат кој што не се базира на некои здрави основи, меѓутоа се трудам основите да бидат здрави и што вика Гвардиола, да го цитирам, значи дека битно е од ден на ден да сте подобри, секој надпревар да е добар, секој надпревар да е подобар од претходниот и само тоа е начин и услов да очекувате напредок. Се друго би било на база на случајност. Ве прашувам од аспект дали се плашат луѓето од федерацијата да не ве загубат, во смисла да ве украде некој од тимовите во нашата конкуренција или странство? Па не верувам тоа дека уште би можело да се случи, затоа што треба да поминат квалификациите, треба да се одиграат уште доста силни надпревари, треба да дај Боже да се квалификуваме на некое надпреварување, односно на завршница на европско надпреварување, па тогаш би можеле да размислуваме на тој начин, меѓутоа сега далеку е тоа, нити е тоа во фокусот на моето размислување, нити пак... Не ви недостасува ритамот сабота, недела, тренинзи во текот на неделата? Па не ми недостасува од аспект што ви кажав дека секоја сабота, секоја недела сум во улога на гледач и тоа активен гледач, комуницирам со фудбалерите. Имаме многу често надпревари со селекцијата. Скоро ќе му дојде, да речеме, 2 пати месечно или еднаш месечно сигурно. Значи тоа е еден добар ритам. Посветен сум деноноќно со многу цедења, со многу надпревари, така да навистина не ми недостасува ритамот. Во изминатите неколку години функционира фудбалската академија, од која што сите очекуваат да има бенефит. Реално, колку е добар тој проект? Па тој проект не е добар, тој проект е одличен заради многу причини. Една од причините на почеток ви кажав дека фудбалерите, односно кандидатите за репрезентација и сите талентирани дечиња, тука ги имаат сите услови кои што во многу малку клубови ги имаат, односно доскоро ги нема во ниту еден клуб. Сега веќе почнуваат да се јават. Да јадат, да спијат, да учат, да тренираат на едно место? На едно место и плюс најосновното нешто, значи да имаат одлични терени прво за работа, да имаат
едуцирани тренери, значи како ретко каде имаат тренери со пролиценца кои што работат со категории од 11, 12, 13 години. Значи тоа ретко кој клуб може да си го дозволи. Пак ќе повторам, за мене најбитно нешто се тие одлични услови во поглед на терените. Згрижени се дружат, немаат проблем со учење, тренинг, значи после настава сите заедно доаѓаат на тренинг. Тоа се работи кои што секој што тренирал, кој што го знае тој ритам, што значи, знае дека тоа се идеални услови, покрај многуте други бенефити кои ги спомнавме, значи многу репрезентативци се на исто место, работат во конкретниот случај, работат со мене како дел од академијата, значи ги имам на увид репрезентативците секојдневно, така да мислам дека тоа се доволен број на причини за да кажеме дека академијата е навистина погодок. 7 бода би биле доволно од Италија, Србија и од Албанија? Па, не е лошо. Ви благодарам што бевте гостин во Куќе на фудбалот. Јас се надевам дека и Чурлинов, и Кулушевски, и сите останати ќе бидат во составот, затоа што ни требаат најдобрите за да имаме резултат. Иако вие ќе кажете, без секој се мора и без секој се може. Ама кога ги имате најдобрите, веројатно е полесно за сите. И за вас, и за екипата, па и за јавноста во однос на очекувањата на резултатите. Тоа е најбитниот турнир кој што ќе го играме оваа година. До октомври има многу време за подготовки, за скаутирање, за тренинзи. Ви благодарам што на вистински начин го презентирате македонскиот фудбал и што ги едуцирате и тренирате децата од академијата. Благодарам и на вас, благодарам за поканата. И јас само би кажал на крај дека фудбал ќе се игра и после октомври, значи покрај целата наша желба и покрај целиот напор што ќе го вложиме да постигнеме добар резултат, значи и после октомври доаѓа ноември, доаѓаат нови предизвици, тие фудбалери можат и треба да напредуваат и ги чекаат и нови предизвици и до 19 и понатака до 21 година, значи ова е само првото скалило од нивниот фудбалски развој. Благодарам уште еднаш. Добринко Илиевски, селекторот на македонската репрезентација, до 16 години гостин во Куќе на фудбалот. Сега ги гледаме на интересните моменти од надпреварите во втората и првата фудбалска лига. Дваесет и четврто коло во втората македонска лига, Велазерими Евромилк 0-2, Скопје Македонија 1-1, Љубанци Тетекс 0-1, Кожув победа 0-2 и Гостивар Пелистер 1-2. Започнуваме со надпреварот на стадионот во Кичево, Лазерими Евромилк 0-2. Екипата на Велазерими непријатно изненадена на својот стадион. Кичевскиот второлигаш го доживеа првиот домашен пораз оваа пролет. Затоа се погрижи екипата на Евромилк, која со двата гола во второто полувреме преку Ристовски и Јашаровски ги обезбеди трите бода. Еве го првиот погодок. Во 52-та минута резултатот беше откриен. Искористија гостите едно невнимание, поточно погрешно додавање меѓу Калаба и Ајдари. Ристовски ја одзеде топката, изби сам пред голманот Зердески и ја затресе мрежата на Велазерими за 1-0. Вториот гол за гостите беше плод на една акција на Ломеровиќ по левата страна. Во 72-та минута гостите од Скопје ја обезбедија победата преку Јашаровски. Скопје и Македонија Ѓорче Петров одиграа 1-1. Ова се најинтересните моменти од надпреварот во кој головите беа постигнати во првото полувреме. Во неколку ситуации фудбалерите на двата тима бараа и најстроги казни. Ова е моментот кога беше постигнат првиот погодок, али и Цветановски за Македонија Ѓорче Петров ги постигна головите. 0-1. Цветановски израмнува за Македонија Ѓорче Петров. Убав погодок за отворање на резултатот на стадионот Железарница. Еве го погодокот на Цветановски за
израмнување на 1-1. Гостинските фудбалери беа и со фудбалер повеќе, но не успеа да постигнат втор погодок и да запишат 3 бода. Тетекс го надигра љубанци на гостински терен на стадионот во Ѓорче Петров со 1-0. Првото полувреме заврши со резултат 0-0. Тетекс се враќа во игра за пласман во првата лига. Ова е извонредна можност која што не ја искористи Боби Божиновски. Имаше зицер ситуација во првото полувреме, не успеа да погоди. Во второто полувреме беше постигнат голот, а ова е ситуација во која се бараше пенал за Тетекс. Бојович играше со рака, но главниот судија не ја виде најдобро таа ситуација, не покажа најстрога казна и моментот кога Тетекс победува со 1-0, тоа е конечниот резултат на овој надпревар. Петров во 80-та минута, на 10 минути до крајот од надпреварот, носи 3 бода за Тетекс. Сега тимото Тетово е на третото место на табелата. Победа не мисли да запре со победите во втората фудбалска лига, многу близу до најдобрата лигашка конкуренција. Прилепчани запишаа победа во Миравци против домашниот тим Кожув со 2-0. Во првото полувреме беше решен надпреварот. Гостите го отворија резултатот со погодок уште во третата минута на Шарковски. Дуни Магловски во 37-та минута го постигна вториот гол за победа, за нови 3 бода за зацрстување на првото место во втората лига и многу веројатно пласман во елитната конкуренција од нашата лига. Ова е моментот кога беше постигнат првиот гол на надпреварот по голема грешка на домашниот голман. Двата гола беа постигнати во ведното полувреме. Победа не се истроши во продолжението, беше задоволна со двата гола. Рутински го заврши надпреварот и запиша 3 бода, 6 од 6 за победа на последните надпревари, 18 бодови и убава серија која што веројатно ќе им донесе пласман во првата лига. Еве го погодокот број 2 за победа. Дуни Магловски во 37-та минута, убав гол за 2-0. Гостивар, домашниот тим против Пелистер, го загуби веројатно најважниот надпревар оваа сезона, во надпревар што беше од огромно значење за Гостивар. Победа на Пелистер со 2-1, 1-1 на полувреме. Има 6 бода за останување токму во однос на победа, во однос на Пелистер, тимот на Гостивар, и можеби нема да го гледаме следната година во оваа конкуренција. Ова е првиот гол на домакините. Први го отворија резултатот со автогол на Тодоровски во третата минута. Во првото полувреме, во 23-та минута, израмнија фудбалерите на Пелистер. Фудбалерите на Гостивар беа поактивни во првото полувреме, но гостинските фудбалери искористија една грешка на фудбалерите на Гостивар и ова е моментот кога погодија во 23-та минута преку Цветановски за изравнување на 1-1. Во второто полувреме, во 84-та минута, на 6 минути до крајот од надпреварот, шок погодок за Гостивар пред се. Пелистер води со 2-1. Клечкаровски во 84-та минута уноси голема победа на тимот на Пелистер и веројатно крај на надежите на Гостивар дека може да заигра и идната година во оваа конкуренција. Еве табелата, победа има 4 бода предност пред Македонија, трет е Тетекс, следува Велазерими, Скопје, Љубанци, Пелистер е на 7-то место, Евромилк е 8,
Двата тима имаат по 32 бода, следува Гостивар со 26, Кожуф е на последното место со 17 освоени бода. Во првата лига Брегалница Шкупи 2-0, Работнички Силекс 2-0, Вардар Шкендија 1-0 во плей-оф над преварите и во плей-аут над преварите Младост Металург 2-0, Хоризонт Турново Ренова без погодоци 0-0. На стадионот во Кочани, Брегалница беше домаќин на екипата на Шкупи, славеше со 2-0. Брегалница одигра добар меч против Шкупи и освои заслужени 3 бода. Можеби најдобрата игра на Брегалница во Кочани на Никола Мантов, ги игра домашните надпревари оваа сезона тимот од Штип. Квалитетен надпревар со убави акции, шанси и 2 гола во последните минути од надпреварот. Во второто полувреме беше решен надпреварот буквално во последните минути со погодоците на Танушев и Ристовски. Во судиското надополнување Брегалница запиша 3 бода против екипата на Шкупи. Првата шанса ја има гостинските фудбалери во второто полувреме, но Нухиу не реализираше убава акција. Ова е моментот кога главниот судија покажа на белата точка одбрана на гостинскиот голман Суат Зендели. Нереализираниот пенал не влијаеше на фудбалерите на Брегалница, кои во последната минута го постигнаа погодокот за 1-0. Танушев, 90-та минута, реализира убаво една акција по контранапад, немоќен овој пат Зендели и 1-0 за Брегалница, а само минута подоцна Ристевски го постигна и вториот погодок. Сите беа на половината на Брегалница, нов против напад и убаво се снајде домашниот фудбалер Ристевски. Беше истрчан надвор од својот 16-тник и Суат Зендели, голманот на Шкупи. 2-0, 3 бода за Брегалница против тимот на Шкупи. Во добра, квалитетна пресметка, екипата на Работнички беше подобра од Силекс, славеше со 2-0. А Работнички уште еднаш потврди дека знае да игра добар фудбал кога е најпотребно. Двата тима се во битка за излез во европските купови идната сезона. Работнички славеше во Ѓорче Петров со 2-0. Се играше 10-та минута кога Борче Маневски, фудбалерот кој оваа полусезона дојде како големо засилување, но не играше поради скршеница на раката, го постигна својот прв гол во дресот на Работнички оваа сезона. Еве го моментот за 1-0. Ја смести топката во голот на Митрович. Само 3 минути подоцна можеше да зголеми Маневски, но не успеа, а ова е моментот кога беше постигнат вториот гол за Работнички. Јовановски во 49-та минута му носи предност на тимот на Томислав Франц од 2-0, младиот Марко Јовановски, 49-та минута 2-0. Големото дерби Вардар против Шкендија на националната арена, 1-0 победа за Вардар, веројатно актуелниот првак ја реши дилемата околу новиот првак на Македонија, иако има уште 3 кола до крајот и теоретски Шкендија се уште е во игра за првото место, но многу значени се овие 3 бода за тимот на Гоце Седловски.
Вардар славеше со 1-0, а Сани во 9-та минута во раната фаза од надпреварот го реши надпреварот. Ова е моментот, ова е акцијата на Вардар по која што Асани, младиот фудбалер, го постигна погодокот за 1-0. Немоќен гостинскиот голман Константин Захов, 9-та минута, Асани му носи предност на Вардар од 1-0. Шкендија имаше поголем дел од играта во второто полувреме пред се, неколку добри шанси, но Томе Пачовски, поранешниот репрезентативен чувар на мрежата, беше на извонредно ниво, не дозволи да се тресе мрежата на Вардар и актуелниот првак запиша многу значајни 3 бода против директниот конкурент за насловот првак на Македонија. 0-0 Хоризонт Турново против Ренова, а ова е надпреварот Младост Царев двор Металург 2-0. Дуел на двете екипи кои идната сезона ќе играат во пониска конкуренција во Охрид на стадионот Атина Бојаджи. Младост запиша победа од 2-0. Целески и Салиу беа стрелци на головите за тимот на Младост. Александар Целески на средината од првиот дел ја имаше првата шанса. Биеше покрај голот, но Целески беше прецизен во 42-та минута. Немоќен Филип Илич, голманот на Металург, 1-0 предност на Младост против скопскиот тим. Гостите беа поопасни на почетокот од второто полувреме, имаа 2 шанси, не ги искористија. Конате расчисти во првата од самата гол линија и казната стигна во 52-та минута кога Салиу го постигна вториот погодок за Младост Царев двор за 2-0, 3 бода за екипата на Младост против Металург. Саше Ѓорески нафрли од левата страна, Пајазит Салиу не беше блокиран, беше прецизен, 2-0 предност за Младост. Во Турново на стадионот Кукуш, Хоризонт Турново Ренова одигра без погодоци. Тимовите кои ги предводат Јани Николовски и Ќати Посмани, двата тима имаа по 8 погодоци, односно по 8 удари во рамки на голот на противникот. 10 корнери за гостинскиот тим од Тетово, двојно помалку за Ренова, но не успеа да ја погодат мрежата на голманите Игески и Ефремов. На крајот двата тима запишаа по 1 бод. Ова се најинтересните моменти од надпреварот кој што го водеше како главен судија Александар Ставрев. На крајот се запишува резултатот, не играта, шансите, затоа Хоризонт и Ренова можат да бидат задоволни од нерешените 0-0. Ќе видиме кој од двата тима ќе игра во бараж надпреварот за останување во првата лига. Ова е една мешаница која што се случуваше на стадионот Кукуш. Резултатот носи притисок, токму поради тоа во еден момент беше тензично на овој надпревар. Еве табелата: Вардар 71 бод, 5 повеќе од Шкендија, Силекс има 43, 4 повеќе од Работнички, кој што е на четвртото место, следува Шкупи со 38, Брегалница 36, Хоризонт Турново има 37 на 7-то место, а Ренова 35 на 8-то, Младост е 9 со 19, Металург е на 10-то место со 16 освоени бода. Ви благодарам што и вечерва бевте во Куќа на фудбалот. Сите надпревари од првата и втората македонска фудбалска лига во живо ги следиме на tv.ffm.mk. Поздрав, се убаво!